После месец дена од кога ние кажавме у студиово што се случило со сметките на струја на граѓаниве, излезе денеска РК и Бислимовски практично потврди се што ние кажав. Ние го откриваме пред регулаторна комисија проблемот и никој не реагира. Регулаторна комисија се вика па тоа е. Очигледно е дека има грешки во сметките за струја, граѓаните се незадоволни. Доколку периодот на отчитување е 35 дена, тогаш првиот блок не изнесува 210 киловат часови, туку 35 дена по 7 киловат часови на ден изнесува 245 киловат часови. Се зголемува. Вториот блок не изнесува 630 киловат часови, туку за 35 дена изнесува помеѓу 690 и 700 киловат часови. Колку повеќе се зголемува периодот на отчитување, толку и блоковите се зголемуваат. Изјави денеска првиот човек на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски за жалбите на дел од граѓаните за повисоки сметки за струја. Поред првиот регулатор, она што се гледа од сметките дека некаде имаат направено превид. До вчера од оваа година имаат добиено 99 представки за сметки за електрична енергија и со се 7 од лани вкупно 106 жалби, каде што граѓаните се обратиле до ЕВН, а од таму рекле дека ворете сметката. Понатаму председателот на РК додаде дека технички е невозможно сите броила да ги прегледува ЕВН и затоа се правело превидување на потрошувачка. Значи првен вак, најголем дел од граѓаните веќе имаат дигитални броила, што значи дека не е тешко више као порано, па сега да треба да ги проверуваат. Ако има превид, тој превид веројатно го има кај сите граѓани. И сега што треба? Треба сите да отидеме у РК и да поднесеме поднесок за да се реши проблемот, или ќе им го решите само на овие 100 што поднеле поднесок до регулаторна комисија? Па има ли оваа држава пратеници, влада, работите ли нешто, правите ли нешто? Или сега ние сами треба сите до 400.000 домакинства со по еден човек, значи 400.000 луѓе да отидеме пред РК и да однесеме представка. Па има ли оваа држава власт или премиерот у Вашингтон?